Добар ден, почитувани, го гледате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Во ек на светското првенство во Катар, наш денешен гостин е легендата на спортското новинарство во Македонија, Златко Калински. На кого типувате дека ќе го освои мундијалот? Бразил важи за најголем фаворит и во моите очекувања Бразил е репрезентацијата која што може би е најблиску до светската титула со оглед на составот што го имаат, со оглед на желбите што ги имаат 20 години, тежнеат, мечтаат, гладни се за шампионската титула. Мислам дека Бразил ќе стигне конечно до својата 6-та круна. На самиот старт на првенството, Саудиска Арабија ја изненади Аргентина, која што исто така важи за еден од фаворитите. Кој друг може да изненади? Има повеќе репрезентации кои можат да направат изненадување. Еве изненадување направи Јапонија, ја совлада Германија на сличен начин како што Аргентина загуби од Саудиска Арабија. Светското првенство е голем полигон на желби, поготово во ова денешно време кога фудбалот на сите континенти достигнува едно завидно рамниште. Така да мислам дека ќе има уште доста изненадувања, меѓу тие изненадувања може да биде и една Србија можеби, затоа што со многу амбиции отидоа на светското првенство, а и зад себе имаат една прекрасна серија на победи. Според мене фаворитот сенка може да биде и Шпанија, која од 2010-та наваму 12 години нема добри резултати на светските првенства, ама видовме со оној старт од 7-0 против Коста-Рика, дека со Луис Енрике на чело, дека можат да бидат, но резултатите на Шпанија не се изненадување. Така да мислам дека ќе биде интересно. Тешко е да се каже кој натаму може да направи изненадување. Секој натпревар си носи своја тежина, секој со своја амбиција влегува и со шанси за успех. Граѓаните може да го следат светското првенство на македонската радиотелевизија, но телевизијата нема пратено свој известувач во Катар. Како гледате на тоа? Толку ли е голем трошок да се пратат двајца-тројца луѓе да известуваат во живо? Па во споредба со вкупната сума која што се дава за да се откупат телевизиските права за светското првенство, за техничките потреби, мислам дека најмал трошок е еден или двајца коментатори да отидат на светското првенство. Јас често комуницирам со своите колеги од МТВ. Ми беше многу жал кога ми кажаа дека нема да оди ниту еден коментатор. Мислам дека е многу важно гласот на националниот наш сервис да допре од поприштето на светското првенство. Барем во завршниот дел, ако не и на почетокот, имале таква практика на отворањето на големите манифестации и крајот да биде зачинет со коментирање на лице место. Мислам дека е тоа многу важно и за спортската програма, а и за гледачот. Со поинакви очи ќе ги следи тие главни надпревари. Токму тоа сакав да ве прашам, сте известувале во живо 4 светски првенства, 9 олимпијади. Може ли да направите разлика што е разликата кога се пренесува надпревар во живо и од студио? Огромна е разликата. Го забележува ли тоа гледачот? Сигурно дека го забележува. Огромна е разликата. Јас работев финални мечеви од 3 светски првенства. Во Франција 98-та, Атанас Костовски го работеше финалето. Известував од мундијали на 3 континенти. 2 во Европа, 1 во Азија и 1 во Јужна Америка. Сето тоа носи иста убавина, ист набој. Сето тоа треба да се доживее и кога ќе влезете на пренос од лице место, секогаш влегувате со еден поинаков филинг, го чувствувате здивот на гледачите, здивот на земјата домакин што го организира тоа светско првенство, влегувате со многу повеќе информации, одошто можете да ги добиете
дома, контактирате со колеги, контактирате со фудбалски имиња кои што се блиски на одредени репрезентации на репрезентациите кои што играат во даден надпревар, сето тоа си го носи своето и носи еден повисок квалитет на работа и на коментирање. По 42 години кариера и 5 години пензија, повторно се вративте на малите екрани, овој пат уште помали. Од пред 2 недели почнавте со подкаст на YouTube, тоа е фудбалот. Од радио преку црно-бела телевизија завршивте на интернет. Се разликуваат ли предизвиците? Па предизвиците се, работејќи оваа емисија, исти како што беа кога работев во МТВ. Секогаш сум го очекувал желно овој настан. Олимписките игри и светските првенства се врвот, секогаш кај мене предизвикувале една голема возбуда. Знаете, ќе се поистоветите со настанот, но беше многу поразлично дека бе во МТВ кога ги работев преносите. Сега на поинаков начин се подготвуваат овие емисии, но во секој случај ми е драго што еве и на ваков начин се вратив полека, што се вели, на мундијалските бранови и што ја чувствувам таа хемија што секогаш сум ја имал кога сум бил дел од големите настани, еве и сега барем на ваков начин да се вратам на програмата на интернет. Задоволни ли сте од одзивот на публиката? Па, јас сум задоволен, ама имам тим околу мене кои што тоа помногу следат на социјалните мрежи, па ме информираат дека добра е гледаност. Ова е по многу нешта невообичаено светско првенство, наместо како што бевме навикнати на лето се игра во доцна есен и ја нема таа фудбалска еуфорија по улиците. Го делите ли тој впечаток? Апсолутно. Светското првенство отиде во земја која што не е фудбалска, во земја која што не е спортска, отиде во земја каде што парите беа главни за да го добие тоа светско првенство. Мислам дека е голема грешка на FIFA што направи, мислам дека алчноста на луѓето што ја водат Светската фудбалска федерација направи ова светско првенство да отиде таму каде што најмалку требаше да отиде во овие моменти. Знаеме дека Катар е земја каде што владеат поинакви права, каде што се кршат човековите права, каде што нема фудбалска традиција, има само пари за да се изгради инфраструктура, да се изградат ултрамодерни стадиони, меѓутоа ја нема убавината на мундијалот што ја носи, затоа што знаеме има ограничувања за точење на алкохол, ограничувања на места каде што ќе се ужива во фудбалските денови, во тој месец на фудбалот, каде што жените имаат ограничени права. Сето тоа го знаеше FIFA, а сепак дозволи да се одржи тамо светското првенство. Сеп Блатер, кој што беше главниот виновник за да оди во Катар светското првенство, дури сега, откако сите обвиненија за корупција се повлечени, призна дека е голема грешка што светското првенство се одржува во Катар. Го слушаме сегашниот председател на FIFA кој би рекол многу лицемерно секојдневно се појавува со некакви изјави, обидувајќи се да ја ублажи тензијата која што е создадена во пресрет ова светско првенство. Мислам дека се лицемерни и водечките фудбалски сили кои што можеа да реагираат, кои што можеа да влијаат во текот на овие 12 години откако Катар ја доби организацијата, а не сега да се откажуваат од нешто што започна и што веќе е во тек. Го обременува ли тоа фудбалот? Па, на некој начин да. Еве, например, реагира селекторот на репрезентацијата на Иран. Фудбалерите не ја пеева химната пред надпреварот со Англија во знак на протест заради
насилствата, заради протестите што владеат, заради состојбата што владее во Иран и вели дајте ослободете ги фудбалерите од таков политички притисок, оставете ги дека мислат на фудбалот. Така да, германците загубија од Јапонија. Не велам дека влијаеше онаа реакција што имаа на почетокот со ставање раката на уста. Не верувам дека повеќе размислуваа на тоа што на фудбалот, но можеби и тоа има мало влијание. Влијае тоа што голем број, огромен број на љубители на фудбалот од фудбалските земји не отидоа во Катар. Така да тие репрезентација немаат она вообичаена поддршка и амбиент во кој што се навикнати да играат на светските првенства. Сето тоа си има свое. По првото учество на Европско првенство во 2020-та Македонија не успеа да се квалификува на светското. Имаме ли генерација за таков подвиг? И да и не. Учеството на Европското првенство беше еден момент кога УЕФА со едно ново надпреварување, со поделеност по квалитет, според квалитет и рейтинг на репрезентациите, Македонија беше во таа по квалитет најниска група и успеа да стигне до Европското првенство, што е голем успех и што имаше голем оддек. Стигна Македонија до 90 минути од учество на светското првенство. Генерација која што ги користи своите шанси, можеби не до крај, но прашање е сега во периодот што доаѓа колку тоа македонскиот фудбал ќе го искористи. Нема никаков помак во зголемување на квалитетот на македонското првенство, во зголемувањето на квалитетот во работењето со помладите категории. Пандев отиде во пензија, тој лидер што и треба на секоја репрезентација. Лидерството е многу важно. Во овие моменти има неколку добри играчи, но таков калибар лидер репрезентацијата нема. Полека некои си најавуваат заминување од овие фудбалери. Ке има ли нови кои што ќе го достигнат тој квалитет? Има ли лек за домашниот фудбал? Кој е лекот затоа што нема силна репрезентација без силно домашно првенство? Лекот е сосема различен подход во кревањето на фудбалот. На поинаков начин трошењето на средствата што ги има фудбалската федерација, на поинаков начин водење на сето тоа. Мислам дека во моментот гледаме, нема интерес за македонското првенство, се игра пред празни трибини. Се уште репрезентацијата на Македонија не го наполни стадионот во градскиот парк, не успеа да го наполни. За разлика од фудбалски развиените земји, гледаме дека стадионите се полни без разлика дали е прва лига, дали се пониски лиги, се сака фудбалот, се оди на стадион. Тука веќе како да се загуби она маса од фудбалски фанови кои што редовно одеа на фудбалските надпревари. Ви благодарам за издвоеното време. И благодарам и вам на поканата. Го гледавте неделното интервју на Радио Слободна Европа, почитувани. До гледање.